الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا كريم. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах субханаху ва таала, створител на небесата и земјата. Само него го обожаваме и само од него прошка бараме. Салават и селам на нашиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, неговата чесна фамилија, неговите асхаби и сите оние кои го следат и ќе го следат неговиот правец, неговиот суннет се до судниот ден. Почитувани браќа, човекот како створение од Аллах субханаху ва таала секогаш се трудит и се борит за да имат подобар живот, да имат среќен живот. И тоа е садено во душата и во срцето на човекот природно. Аллах субханаху ва таала така го имат створено човекот, што секој да се трудит. Алейкум селам ва рахметуллахи ва баракату. Секој да се трудит да го барат среќниот живот. И за овај среќен живот се борит и верникот и неверникот, и муслиманот и немуслиманот. Дури ако гледаме подлабоко, и животињата, животно што е, се трудит да имат среќен живот, да не се мочи, да немат проблеми. Затоа ако гледаме како Аллах субханаху ва таала ги има створено животните, ако гледаме како Аллах субханаху ва таала ги има створено животните и од милоста на Аллах субханаху ва таала како се грижит мајката за своите деца. Ова кај секој е животно. Општо да не зборвиме за човекот, што Аллах субханаху ва таала има садено кај него, му има дадено, има створено разум, за да знае што е болка и да знае што е да ти боли и да знаеш што е твое дете. Ама Аллах субханаху ва таала тоа го има садено и кај животните, кај кучето, кај мачката, кај лавот, дури кај лавот колку е опасен. Меѓутоа, за малите негови се борит да ги штитит, да ги заштитит и не остава никој да се доближи до нив, за да имаат среќен живот, да не се во опасност. Човекот да се труди за ова е многу нормално. Но средствата за да стигнат за среќен живот, за среќниот живот, ова зависит кој како ги барат. Ова зависит од кај верникот и од кај неверникот. Кај верникот е уште полесно за ова, за да стигнат во среќен живот. Затоа што ние имаме што Аллах субханаху ва таала има даено, не имат научено во нашата вера како да стигнеме во или среќниот живот. Најголемото средство за среќниот живот е верувањето, иманот и добрите дела. Учењаците кога спомнуваат ова, секогаш го спомнуваат кое е најголемото средство, затоа што имат многу средства за да се стигнат за среќен живот. Да се стигнат во среќниот живот имат многу средства. Ама најголемото од тие е што? Верувањето, иманот, исламот и иманот. И добрите дела што ги правит човекот, ова е најголемото средство за да се стигнат за среќен живот. И да се живеат убаво и во овој свет и во другиот свет.
Затоа што човек ако живее без иман, без врска со Аллах субхану ва таала, сите добри да му се пружат во дуњалокот и да му се даваат во дуњалокот, пак тој ќе биде тажен натре, насекиран во душата негова. Иако све има. Све за него се гледат проблем. Све за него е стеснат животот. Не може да најдет, не може да се снајде во животот. Немат решение за неговите проблеми. Тамам завршите еден проблем, друг проблем. Тамам завршите еден трет проблем. А тој има богатство и има све, ама пак неговиот живот мачен. Пак ништо не му се милит, ништо не му е убаво. Ако го прашаш, пак вели ништо. Насекиран. Затоа што немат верување, немат иман. Човек кога имат врска со Аллах субхану ва таала, сите проблеми му се олеснет. И затоа ние денеска живееме во едно време што луѓето многу се жалат од стрес, од депресија, од мачен живот, финансијарски проблеми, економски, дури и болести, физички, телесни, психолошки болести и така натаму. Некои од нив се навистина болни од тоа, а некои од нив не се болни од тоа. Ама проблемот е тука каде што рековме, врската со Аллах субхану ва таала прекината и му се смачи животот. И све поминдит после ова каде? Во депресија. Поминдит во стрес. Све се плашит од што? Од иднината. Како ќе биде во иднина? Види цените како одат, нагоре одат, нонстоп, надолу не одат. Меѓутоа живееме сите овде, живи сме, јадени сме, никој не е дојден овде без јадење, без пиење, гладен, сиромав до крај што ништо да немат да јадат. А цените одат наугоре. Значи верникот за него лесно е. Затоа му рекој на еден од претходните наши добри човек, алим, му рекој не гледаш цените колку одат на високо, со тоа ја немам проблем, рече, не ме интересират, рече. Ти се чуде очите големи, како бе, рече, не ти интересират за цените, рече, не. Мене ми е должност да го обожавам на мојот Господар, да ги исполнам неговите наредби. А тој ми имат гарантирана обскрба, рече. Немат никој од вас да умри се дека да го јај и последниот залак од своето јадење. Немат. Да го исполните рискот негов, нема да умрите. Затоа ја не се грижам, рече, за тоа. Да, се трудам да работам, ама да се грижам дека ќе умрам, дека цените отидоe високо, не, рече. И ние сме сведоци за ова сите овде. Пак се возиме, бензинот 80 и нешто денари, дизелот 90 скоро, значи пак се возиме со колите. Се возиме и кога беше 50 денари нафтата, се возиме и сега кога е 86. И кога е 97, кога беше. И кога беше 105 денари бензинот во 2022. Се возевме и тогаш, се возиме пак. Што имаш ти како верник да се грижиш, да се секираш за среќниот живот? Него, каде е проблемот? Проблемот е што ние, како што телото се разболува со општи болести на телото, вирус, температура, ова, она, и е потребно аналгин, аспирин, не знам што, диазепам за мозокот, насекиран тој полно, натре душевни проблеми. Има тој пие диазепам, затоа што така тој се смирува едно време, ама пак кога се буди што? Пак боли. Пак во истото терат. И затоа како што телото се разболува, така и душата и срцето се разболува. Како што телото има потреба за лек, така и душата и срцето имат потреба за лекување, да се лечиш однатре. Ама ова не се лекува со диазепам, ниту со аспирин, ниту со димитрин, овие што се пиет, овие лекови што се пиет за смирување. Џабе ти се смируваш моментално, се пиеш, кога не пијаниот, ама кога се будиш пак во истите болести си. Ова има потребно за душевно да се лечи овој човек. И од тука иде после среќниот живот. Од тука
иде среќниот живот. Иначе тебе во парите да те стават, во парите. Ти ако му имаш обратено грб на Аллах, ако му имаш обратено грб на суннетот, на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, имаш оставено на страна ова све. Све ова втора рака, верата на страна. Ако ќе сум добар, ќе одам, ќе кланjam. Не. Ако ќе имам јас време, да, ако ќе имаш ти време, ќе клањаш. Ама тогаш можда ќе ти бидит, што? Касно. Ќе ти бидит касно, како тој што Аллах субхана тааля го занемаруваш, го оставаш на крај и Аллах субхана тааля тебе те остави каде? На крај. И тој те остава. Ама ако те остават Аллах субхана тааля, ако те пушти тој од неговата рака, кој мој да те фати да те зацврсти во твојата рака? Подобро од него. Има некој што мој? Работа имаме, работиме. Во фирми, ајде речеме ние, некој има ти што работи во големи фирми, некои се шефој во нивните фирми, пак читаме во вести негде, се убил, самоубиство. Добро што го натера, него самоубиство. Зарем не беше среќен тој? Немаше овде коли, пари, вили, што сакаше, што му сакаше душата имаше. Што го натера тој да оди да се самоубие? Која е причината? Кој е себепот? Зашто? Значи средствата, дуњалочките средства ги имаше сите за да бидит среќен. Ама не имаше она другото, другите средства што му помагаат за да биде на вистина среќен. Тие не ги имаше тој. Како што кажавме на почетокот, верувањето не го имаше. Добрите дела што Аллах субхана тааля го наредил да ги прави тие дела, не ги имаше. Да е задоволен со тоа што Аллах субхана тааля му има даено и му има напишано за него, не го имаше тоа. Секогаш гледаше кај другите. Очите му останаа кај комшијата, кај другите и нонстоп насекинан. Пратеникот салаллаху алейхи ве селем што рече? Не е богатството, рече, богатството она што е во раката, во парите, во средствата. Не, олакин ал-гина гина нефс. Вистинското богатство е да си душевно богат. А како ќе бидеш душевно богат? И да си задоволен со она што Аллах субхана тааля ти има даено тебе. Тебе Аллах субхана тааля ти има даено една плата, на некој друг нема тич плата. Тебе ти има даено нешто Аллах субхана тааля да имаш, другиот немат ништо. Тебе Аллах субхана тааля ти има даено здравје, да станеш сабајле, да велиш елхамдулилlah здрав и жив, без ни една болка. Гледај во болниците, лежат од разни болести. Ти само ова не можеш да му го платиш никога на Аллах субхана тааля. Дека си здрав, прав, денеска си дојден овде да слушаш дерс, мирен, јаден, пиен, никој не те мачи, немаш никаква присила за нешто. Живееш во мир. Ова е за мир што живееме. Зарем ова можеш да му се заблагодариш некогаш на Аллах субхана тааля? Колку места живеат во немир, во војна, во проблеми, во сиромаштија, нема што да јадат? Гледате во другите држави, посебно кај муслиманските држави или Африка или не може да најдет нешто ситно, некоја кора, сува, леб не може да ја најде. А ние се жалиме, немаме автоматите на јадени, пиени, фул. Каде во ресторант, каде во сладкарница, каде во кафич, каде во кафе, значи све имаме, пак не вериме елхамдулилlah. Пак немаме. Ова ти е причина за несреќен живот. Зато пратеникот салаллаху алейхи ве селем рече: "Варда бима qassama Аллаху лак, такун агна нас." Задоволи се со она што Аллах субхана тааля ти го има даено тебе, има одредено за тебе. Вели ќе бидиш најбогатиот човек. Ќе бидиш најбогатиот човек и најсреќниот човек. Една од средствите за да бидиш ти среќен, вели да гледаш од оние што се под тебе, не над тебе. Да гледаш од оние што се под тебе, не оние што се над тебе. Не гледај ти на царот, на премиерот. Ти гледај некој друг што со тебе живее, како разликуваш ти од него во добрините. Гледај некој сиромав што е на улица, нема што да јајче да пиет, немат куќа, немат кај да спиет, а ти имаш куќа, имаш деца, имаш жена, имаш кај да спиеш.
Имаш јадење, имаш пиење, имаш работа, имаш кола, имаш облека, имаш кола, имаш точак, имаш мотор, имаш... А некој друг нема. Не ги имаат овие. Ништо немаат од овие. Зато вели пратеникот, гледај на оние што се под тебе, не гледај на оние што се на тебе. Зато ако гледаш и на оние што се на тебе, ти ќе бидеш секиран душевно, секогаш ќе бидеш насекиран. И ќе почнеш да се љутиш со одредбата на Аллах субхану ва таала за тебе и ќе бидеш несреќен. Зато Аллах субхану ва таала кога те има искушувано со нешто, тоа е од мудроста негова, нити го има даено пак благодат за тебе тоа. Да ти го даваше тебе тоа, ти можда ќе завршеше како Фираун или како Абу Џехел. Нема да знаеше кај е вратата од џамијата. Уште положе може да бидеш арогантен над Аллах. Имам да бие како многу ги гледаме, ги имате искушувано Аллах субхану ва таала. Немојте да мислите дека искушението е само во лошо, не. Аллах субхану ва таала знае да искушува ти со добро. Аллах субхану ва таала во сура Анбија велит: "Ва набилукум бишерри вал хајри фитнетен ва илейна турџаун." Велит ги искушуваме моите робови и со лошо и со добро. Искушение за нив. Ва илейна турџаун. И кај нас ќе се вратите. Немој да забораш. И богатиот и сиромашниот средбата го имаат со Аллах џелле џелалуху ва џелле ша'ну. Насамо секој од нас ќе полагаат рачун пред Аллах. Нема да имат, вели пратеникот салаллаху алейхи ве селем, меѓу нив што преведувач. Аллах субхану ва таала ги знае сите јазици, немаат потреба. Мора да зборувам на арапски. Не, Аллах субхану ва таала те разбира. Секој јазик Аллах го има створено. Сите јазици се створени од Аллах. Не ги има створено луѓето. Азбуката, да. Азбуката му има даено на некој паметен човек Аллах да пише, да измисли А, буквата А ќе ја направам на ова форма, Б на ова форма. Ама јазикот, како јазик, од каде му е потеклото? Кој ќе каже на македонскиот јазик, од каде му е потеклото? Изворот од каде? Како почна човекот да изговара, да рече баба, мама? Од каде го научи тоа? Кој му го научи? Кој беше тој што го имат напишано ова порано? Јас ќе ти кажам, во Куран Аллах субхану ва таала кажува, јас велам: "Ва мин ајатихи ихтилафу алсинатикум ва алваникум." Од доказите на Аллах субхану ва таала велит е разликувањето меѓу јазиците и боите ваши. Јас сакам да видам на ваква боја, јас одредив самиот, или пак мојот татко или мојата мајка, да видам ваков. Не ме праша мене, или пак јас за мојот син ме праша Аллах субхану ва таала мене како да биде. Не. Значи тој е оној што имат одредено. Зато вели пратеникот салаллаху алейхи ве селем, ако сакаш да бидеш среќен, биди задоволен со она што Аллах субхану ва таала имат одредено за тебе. Ќе бидеш не богатиот, вели најбогатиот човек. Така го има спомнато. Најбогатиот човек. Да бе, ти имаш малу тука искушение, имаш малу тежина во овој живот, ама тоа тежина за верникот што е во овој живот, тоа што се мачи, тоа е само кревање на степени во џеннетот и бришење на гревовите негови. За да се сретни со Аллах субхану ва таала без ниеден грев. Затоа што кај Аллах субхану ва таала Аллах прифаќа само чисто. Тој е чист, велит пратеникот салаллаху алейхи ве селем велит: "Инна Аллаха тајибун ла јакбалу илла тајибан." Аллах џелле џелалуху ва џелле ша'нуху е добар, чист и не прифаќа кај него освен она што е чисто и добро. Ти се додека имаш гревој, значи имаш нешто валкано во тебе, така? И Аллах субхану ва таала на верникот не сака тој да се сретни со Аллах субхану ва таала, а нешто да е валкан натре со гревој. Не, и му даваат што? Искушенија. Ти гледаш пратениците најискушувани луѓе бе. Секој од нас мало има читано во биографијата нивна. Така? Добро, не ги сакаш Аллах. Според филозофијата на луѓето, значи чим тој се мачил толку и толку искушенија имал, значи Аллах не го сакал него. Ако гледаме ние со нашите очи вака, општо. Гледаше Абу Џехел, живеше, машаллах, ништо не му фалеше. Цар во Мека беше. Фираун во времето на Муса, цар, сите добри, што немаше од јадење, од пиење, све му се сервирае него. Муса бегај од Фираун, бегај ова страна, бегај она страна, бегај она страна, само за да се
спаси сам себе си, животот да го спаси. Шо сега? Кого го сакаш Аллах појче? Муса или Фираун? Муса. Муса алейхиссалам и неговиот народ. Мухамед салаллаху алейхи ве селем и асхабите. 3 години само во Мекка. Остају на тепање, брукање, вреđање, псуење, врзење, шо не. 3 години ембарго. Ништо да не му стигнет и ги става нево, натре во куќите ембарго да имаат кај да спиет, да лежат. Не, ги става надвор од Мека. Меѓу два брда во една, како сокаче, како една улица. Тука сите муслимани, што му верува на Мухамед салаллаху алейхи ве селем, заедно со нив и кој? И пратеникот салаллаху алейхи ве селем. 3 години велат асхабите, немам вешо да јадиме, што да пиеме, немат јадење за вас, немат пиење за вас, немат женење за вас, немат трговија за вас, немат ништо за вас. И ако слушај дека некој сака да им носи нешто скришно, иако имаш од неверниците што бе со меки срца, пак не може да го трпе тоа што му го прави на муслиманите. Сака е скришно да му носи нешто. Ако дознае тие, го фате и го спрече од она да го прави. И можда и го тепа, зависи од која фамилија беше. И него не го остава. Меѓутоа, кого го сакаш Аллах субхана таала повеќе? Овие што во првиот поглед се гледа дека живеат луксузно и добро и све има или овие што се маче таму. Овие што се маче, што жртвува за Аллах субхана ва таала. Кој беше нивниот грев за тој несречен живот што им го права неверниците? Која беше вината нивна? Го има убиено на некого, го има тепано на некого, го има вреđано на некого, го има псувано на некого, го има украдено на некого. Не. Единствената вина беше затоа што верувае во еден. Аллах джелле джелалу ва джелле шану. Тоа беше вината. И Фираун истото го правеше. Која беше вината на Муса и на народот на Муса? Единственото нешто беше што дека верувае во едноштво на Аллах субхану ва таала. Теухидот. И зато теухидот е причина за среќа во овој свет и во другиот свет. Се додека немаш точно верување во Аллах субхану ва таала, иако ти се пружи дуњалокот, џабе, мачен си ти натре. Тежок живот имаш ти натре. Затоа што Аллах субхану ва таала има даден обичај за тоа во Куран, имат обечено тоа. Обечај од Аллах субхану ва таала. Знаете што е тоа? Аллах субхану ва таала да дај некој збор. Тоа мора да биде така. Аллах вели: "وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى." Овој ајет секој од нас треба да го пиши. Овој вреди да се пише со златна боја и да се стави во куќата твоја, секогаш да ја читиш пред да спиеш. Да не те лажи овој дуњалок. Тој кој ќе му врти грб на Куранот, велит Аллах субхану ва таала, на моите наредби и на наредбите на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, тој ќе имат еден тежок, стеснат живот. Вала го гледаш од надвор, која болка е? Натре душата негова живее во затвор. Во затвор. Толку стеснато му е натре, не знае душата кај да најдит просторија за да уживат. Го гледаш овој со кравата облечен, убо зре, натре катран. Немат мир во животот. Која е причината? Ова. Имат оставено Аллаховите наредби. Куран, суннет, не клањат, не постит, не дават садака, не е задоволен со тоа што Аллах субхану ва таала му има даено, не им помага на луѓево, не е добар со општеството каде што живеет. Све ова му го смачи животот него. Бидит материјалиста. Почне да бидит само за себе. Јас да го имам уво. Другите како сакат, не. Чим така мислиш, се додека живееш со тоа мислење, јас да го имам уво, другите како сакаат и ти нема да го имаш уво. Овој дуњалок, депресија, да, сихр, да, магија, да, економски проблеми, да, болести, да, све ќе имаш. Све ќе имаш, само мир нема да најдеш. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Ќе умриме еден ден,
Да, ќе умриме. И богатиот, и оној што имаше проблеми, и оној што нема, да. Ама судниот ден ќе го оживееме слеп. Вала во овој дуња имаме очи, елхамдулилlah, нима дајна Аллах очи гледаме. Ама судниот ден некој Аллах субхана ќе го оживее слеп. Кале Рабби, ќе се чудит, лима хашартани а'ма ва кад кунту басира. О Аллах, зашто ме оживел слеп кога јас во дуња гледав? Имав очи. Да, ти имаше очи за све. Кога беше за бизнис, ти имаше очи. Кога беше за харам, да го крадиш на некого, ти имаше очи. Кога требаше да одиш во блуд, ти имаше очи. Кога требаше да се покриет жената, немаше очи. Кога им се велеше да не излегвит нашминкана на улица, парфумосана на улица, немаше очи. Не сакаше да ги почитуваат Аллаховите наредби. Судниот ден слеп. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Затоа што тебе Аллах субхана таала вели доказите наши ти дојдоа. Ти се пружее пред тебе. Дојде ожа да рече немој зашто ова не чини. Не ова. Ова харам е. Ова не е ово. Ова Аллах субхана таала не го сака. Ти се правеше како? Да не гледаш. Да ги имаш забораено малце на страна. Чекај, ко ќе остарам, ќе бидам хаџија, ќе кланјам тогаш намаз, пет вактови, ко ќе остарам, сега млад сум, треба, чекај, младоста ми е напред мене, имам уште да живеам. А не знај тој дека смртта му е секој миг до него. Секој миг до него е. Сега не знаеме ние, што ако од нас умри сега, може да јас ќе умрам, додека кажувам дерс. Знаеме? Не знаеме. Колку оџи имаат умрено додека кажува дерс? Многу имаат умрено. Не знаеме. Чешке да умреш на такво дело нешто, каде што Аллах субхана таала е задоволен. Тешко оно што умри таму кога што Аллах субхана таала не е задоволен, во диско, во кафич, на улица без потреба, да гледат она што е харам, да одат на некое место каде што се прават гревовите што Аллах субхана таала не е задоволен, кај што се уговарат, кај што и така натаму. Тешко оно што умри таму. Чешке да умриш овде во овој меџлис. Чешке. Аллах субхана таала вели затоа си слеп сега. Зашто дуња се правеше не гледа. Отвориш фејсбукот да слуша, оџата ти излеви тука побрзо да не го слушам, зашто ќе речи некој збор не ми се бендисат мене. Да, не знам, може не знаев ќе рече. Да не го слушам. Слушаш тука, читаш тука еден наслов, пиши нешто баш за тебе, не го слушам ова затоа што не ми се прави чефот овде, ме љути оџата овде. Затоа си слеп судниот ден. Затоа живееш во несреќен живот. Ние ќе кажеме една книга, ќе ја објаснам јас, е кратка книга од Абдурахман ес-Сеъди рахимахуллаху таала, ќе ја објаснам. Тука пиши средствата за среќен живот. Имаат неколку точки. Ама пред тоа ќе кажувам зашто причините. Затоа што ние сме болни со гревој во нашите срца. А срцето е царот на телото. Ако тоа е болно, све е болно во телото. Ако тоа е здраво, све е здраво. Како моторот кај колата. Што ако е каросеријата, машала, светит, сјајт. Немаат ни една, ако моторот му е расипан, што вреди? Ти со каросеријата ќе се возиш, качи му се ти како мотор тогаш и вози ја. Ама имаат некоја све изгорена боја. Изгорена боја све имаат. Јабучици ова на све лоб. Ама моторот чакмак. Вреди или не вреди таа кола? Вреди, зашто се вози, не тоа остава таа на пат. Ако јабучиците ова му мрдаат мало нешто, ама моторот му е стакло. Така и со човекот. Чим ова е болно. Го гледаме човекот мој да е машала вака во лицето јаболка. Црвена. Ама натре срцето слабо. Ај пушти го да трчат него. Џабе. Немојте. Така и ние, браќа. Живееме во еден живот несреќен поради што сме болни натре. Не од болки со операција што имаат потреба операција. Тоа е нормално.
Некој има потреба, ој докторот го гледа, треба тоа да се чисти, треба да се оперира, да се стави стенда, све нормално е тоа. Ама она болката што не се гледа, отвори срцето, ништо нема, докторот вели машаллах, овој нема потреба. Овој вака, ако терат со ова срце 100 години, гарантира доктор. Ама тој стенда, пакој да се пуши, овде ме боли, таму ме боли. Докторот му вели, ништо не е, потпишувам таму стенда да ми ставиш. Јас знам такви случаи. Луѓе, све докторот му вели добар си, а тој од она што е болен натре во душата, од магија, од шејтан, од депресија, да ми ставиш мора, јас давам потпис, докторот ќе направи кутриот, не знае тај, сам, ајде, клај, па, друга, не е убаво. Проблемот е гревовите, затемнато срце. Зато срцето се разболува од многу причини. Од најголемите причини е прво, оддалечувањето од Аллах и суннетот на пратеникот саллаллаху алейхи. Од овде идат болестите, затемнување на срците и душевните и депресија и све, економски, фамилиарни, све овде идат проблемите. Второто, препуштањето по дуњалокот, луксузот. Чим човекот сакат луксуз, тој се разболува во душата и во срцето. Затоа што некој од луксузот немој да го стигне тој луксуз. Сакаш да имаш богати, ама немаш. Срцето му врие него да имат богати. Ето. Ти го имаш, почнеш да го забореш на Аллах, се обидиш како да стигнеш до богати. Макар со халал начин, макар со харам начин. Вала комшијата имаат правено куќата многу лично натре, све ново сменил. И јас. Немат кутриот, што да прават. Тука му стоит шејтанот, вез, но стоп, како да стигне до тоа? Овој купил кола, јас ќе купам и јас кола, треба да нема могушност да купам. Кола, ќе одам што? Камата, банка, влап. Ќе земам од банка и ќе купам, да, ќе купиш. Ама се отежни животот во оваа страна. Зашто е грев? Кој имаш налютено на Аллах. Немаш берекет во тие пари, немаш берекет во таа кола, немаш берекет во таа куќа, вала куќата лично, ама ништо бе стеснато ми се гледат натре кога ќе влезам, не можам да седам. Да, пратеникот кажи, во таа куќа што се читат Куранот вели, таја се прошири за неговите жители. Како се прошири? Стани поголемо? Некој мисли дека со квадратура, 100, колку квадрати сакаш ти, читај Куран, толку ќе види. Не, брат. Една соба мала да имаш, ама се читат Куран. Постапиш по Куранот, Аллах ти дават берекет натре, ти се гледат кизнет како да е таа полната со берекет, ширена многу ти се гледа. Ти се сеј тука. Имаш 200 квадрати, имаш, тамам легвиш тука, азап ти се чини, не можеш да седи одма надвор. Затоа што вели пратеникот, во таа куќа што се чита Куранот, се множи берекетот, хајрот, добрината и бегат од таа куќа кој? Непријател од шејтанот. Цел ден во куќа се слушат, што? Музика. Ајде намерно, во вести, ке излези, што? Музика. Фудбал, ке гледаме пред тоа. Не велам фудбалот е харам. Пред тоа имат музика. Така, музиката навалија. Зошто ја пушташ? Децата гледаат цртани, пуштај со музика. Музиката го љути на Аллах субхана ва таала. Немат береке, се стесни, да, све. И така натаму не се клањат намаз тука во таа куќа, немат берекет. Пратеникот вели на таа куќа што нема спомнување на Аллах, му личи на гробиштата, вели. Гробиштата. Како е во гробиштата? Како ќе одиш? Оди само еднаш. Те фатит малу натре, ти се стесни тоа, зашто не гледаш, нема никакво мрдање, све тишина, ова, така му ли, ти се стесни душата. Така и куќата што нема дик, спомнување на Аллах. Нема таму гроб стал. Несреќен живот, да, несреќен живот. Со проблеми. Наслонувањето на Аллах кај ни е нас? Кај се наслонуваш ти? Кај твојата работа? Кај твојот шеф? Кај твојот бизнис? Кај твоите пари? Кај твоите деца? Каде се наслонуваш ти? Аллах нас не е последен. Аллах дава, ама пак срцето ми е кај шефот. Кај работата ми е срцето. Таму е. Не, таа работата е онај го командуваат од надвор, од горе. Тој го командува твојата работа. Не ти. Ти ќе работиш затоа што ти си должен да работиш, ама рскот не е твој.
Не е во твоја рака. Ризкот е во раката на Allah Джелле Джелалуху ва Джелле Ша'нуху. Зато пратеникот саллаллаху алейхи ва саллем што рече, на Ибн Абас беше 8 години мал, го качил позади во магаре со него заедно. Ке ти ги поучам некои зборови, му рече. Од тие зборови му рече и да се ел тефес елилла. Кога ќе се замолиш за нешто, ќе се замолуваш за нешто, ќе побараш нешто, моли го на кого само? На Allah. Ние сите ги му се молиме на секого, само на Allah не. На секого му се молиме, само на оној што ги има све под негова рака се, само него го забораваме. Кога имаш станато ноќе да му се молиш на Allah, за ова сум потребен, за ова сум потребен, за ова сум потребен. Allah вели се спушнет во последната третина на ноќта, на најблиското на небо, како што му доликува него и вели дали има некој што ќе побара нешто за да му дам. Дали има некој што ќе ми се моли за нешто за да му се одзивјам. Види, дали имат некој што побара нешто од мене, да му дам. Allah те прашуваат, те барат тебе. Кај си ти што имаш то толку проблеми, што му се жалиш на луѓево цел ден овој проблем, кај си ноќе? Кај си таму кај што треба ти на вистина да тропаш? Зашто ми тропаш мене? Јас ќе ти помогнам еднаш, 2 пати, 3 пати, 4 пати и ќе се уморам, после ќе речам еј, види бе, не можам, толку имам и јас за мене, не можам, нема могуćност повеќе. Тој имат, тој е најсилниот, тој нема потреба за никого, секој е потребен за него. Гледаш, ова е разликата, тука е проблемот, брат, за несреќен живот. Дали има некој што бара прошка за да му простувам него гревовите? Имаме гревови ние? Цела ноќ ко да сме гарантирани. Преку ден зикр не, намаз не клањаме. Пост, ќе ви дам, тешко е сега летом не се пости. Тешко е 18 сати да постиш без јадење, без пиење. Хаџ не, несреќен живот, да. Кој ти е крив? Allah? Allah имат обеќано во Куран, има дајно обеќање во Куран и ти имат гарантирано. Велит, слушајте го убаво овој ајет. Овој секој од учењаците го спомнува за среќен живот. Велит Allah субхану ва таала: "Мен амана ва амила салихан мин ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة." Велит кој верува во Allah. Искрено верување, не верување, дела нигде. Верување со исполнати услови на верувањето. Све што се барат од условите за верување, шартоите од иманот исполнати. И чини добри дела. Верувањето, велат учењаците, рефлектираат на добри дела. Вала, ја го сакам, мој ти да речеш го сакам јас мојот син, мојото дете го сакам многу, го оставиш без јадење, без пиење, не го облеквиш, не му купиш облега, не му купиш све што му треба и него ништо, дури го оставиш да спиет на улица. И цел ден глумиш, го сакам јас мојот син, мојот некој да ти веруваат. Надвор. Некој паметен, мој да ти верви дека го сакаш ти твојот син. Нема шанси. Нема шанси. Па како ти цело време глумиш, му верувам на Allah, го сакам на Allah. Allah вели клање намаз, не клање намаз, ќе одам бинго. Клање намаз, не ќе пушам цигари, полу. Надвор. Давај бе садака, давај зекат, немам. Немаш. После гледаме, што? Ке купи кола 100.000 евра. Добро, сега зекатот, за зекатот не може. За ова, за луксузот и може. Значи го сакаш ти на Allah, не го сакаш на Allah. Allah му вели цело време во Куран, имат ајети. Ваџиб е да се оддалечиш од гревовите. Ваџиб ти е, обавеза ти да се оддалечиш од гревови. Макар машките, макар жените, зато Allah вели кој веруваат и чини добри дела, било тоа машко, било женско, ќе има добар живот. Зашто жените имаат проблем исто така? Сихр, магија, депресија, ова, она, каде? Наредбите на Allah на страна. Знаете дека ова не треба да го правите, го правите.
Знај дека вака не треба да излезите, излегвите. А знај, има читано, има слушнато. После вала бевка и оđата цел Куран ми го прочита пак исто. Не цел Куран, тебе пак одново целиот Куран да те го прочита. 10 пати да те го читат Куранот, тебе пак болен ќе бидиш, џабе ти е. Не е проблемот во Куранот, Аллах не лажи, брача. Аллах не лажи. Проблемот е во тебе. Стави го ти огледало Куранот пред тебе. Како огледало? И земи го, прочитај го Куранот. Кај сум јас според Куранот, Аллаховите наредби. Куранот лекува верник, не лекува неправеден. Така вели Аллах во Куранот. Неправеден зулумчар не лечи шејтанот, Куранот. Тој му е здруженик на шејтанот. Тука е, брача, проблемот. Затоа некој одит мисли дека оđата ќе му отрни проблемите што има тој душевно, магија, ова, она. Мисли дека оđата лечи со раце, го креват шејтанот од натре вака. Ако Аллах субхана не му дава дозвола, џабе ти е. А Куранот не лечи неправеден зулумчар што не го вервит Куранот потполно. Аллах верит во Куран: "Ефе ту'минуне би бa'дил китаби ва текфуруне би бa'д." Зарем верувате во половината на книгата, значи на Куранот, и го негирате? Ја негирате половината друга? Немој. Или целосно, ја юледина амену дхулу фи силми кафа. Аллах велит: "О верници, влегувајте во ислам комплет, не делумно." Комплет. Не си ти да одбериш во верата. Аллах има одбрано тој, не јас и ти. Ние не можеме да одбереме во нашата вера. Ова тема е многу долга да се збори. Ние сме уште во каде? Во почетокот. Значи ќе треба оваа тема јас да ја продолжувам понатаму. Но сега веќе се направи долго време, ама интересно е темата. Вели пратеникот салаллаху алейхи ve sellem: "Не се плашам за вас, вели, сиромаштијата." Како ве? Не се плашам за сиромаштијата, вели. Него ќе се плашам за вас дека ќе се давате, што ќе се препуштате по дуњалукот. И ќе правите што? Што ќе правите? Надпреварување. Такмичење. Надпреварување ќе правите во дуњалукот. Како што правеле кој? Евреите, Бену Исраилите пред вас, вели. И што ги уништи, рече, нив, ќе ве уништити вас. Гледаш за несречен живот, кај е причината? Препуштањето во дуњалукот, во луксус. Не си задоволен со тоа што Аллах субхана ва таала ти ги има даено, се стесни животот. Идат проблеми. Задоволи се со она што Аллах ти го има даено, ќе бидеш најбогатиот човек. Третото, многобројните гревови. Многобројните гревови. Што повеќе гревови се валкаш со гревови внатре, ти се смачи животот, ти се отежни животот. Затоа што гревовите го затемнуваат срцето. Станува темно. Без светлина. Аллах субхана ва таала вели Куранот, од имињата на Куранот е дека е што? Светлина. Нур. Аллах го има нарекувано Куранот Нур. Со име Нур, светлина. Ако не најди светлината од Куранот во твоето срце место, твојот живот затемнато, црн, со проблеми. После велит следење на страстите. Велит Ибнул Каим рахимахуллаху таала, со петката точка ќе завршиме за денес, четвртата сме, велит страстите. На некого велит Ибнул Каим страстите, знаеш што му бидат? Како водич го водец неговите страсти. Дури му станвец неговите страсти бидвет кај него, Аллах му го прави страста Бог. Како бе Бог? Да бе, Бог. Аллах вели во Куран во сура Фуркан: "Афараейте ман иттехаде илахаху хаваа." О Мухаммед, зарем го имаш видено тој што неговата страст ја има земано за Бог? За колку страсти наши ние го закаснуваме намазот? За колку страсти наши, чефои наши, го закаснуваме намазот ние? Многу. Ево ти страста Бог. Аллах ти рекол да кланеш во определено време, ти го закаснуваш за твоите чефои, страсти. Да одеш негде, да го правиш ова, да гледаш фудбал, она. Намазот ќе ги врзам сите, потполно. Ќе ги правам каза после.
на вечер. Нема така. Во исламот нема такво нешто. Намерно да ги закаснуваш намазот, после ќе ги правам тебе колку ќе ти текви ден. Нема. Allah veli inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Намазот му се има направена обавеза на верниците во определено време. Не ти кога сакаш, кога Allah сака. Зашто не одиш на фабрика кога сакаш ти на работа? Таму пиши во 7, ти оди во 11 секој ден. Зашто не одиш? Нема. Четвртиот ден ево ти документите. Оди да најдиш некоја фабрика што вака те сака тебе, како сакаш ти. И кај Allah, исто е. Оди најди еден Бог што така ќе те прифати тебе. Страстите твои, ево ти Бог. Го водат велет како магарето страстите. Тамам што сакат да кланјат, да земат абдест, страста негова му велите, лато е сега. Остај. Браво. Го слушат, спијат. Станеме за саба. Чекаме рано, уште време, уште 50 минути излегви сонцето, ти ќе клањаш негде 20 минути пред да излегви сонцето, ќе стигнеш. И шала машала да те лаже шејтано да излегви сонцето, ето ти отиде намазот, го пропушти, намерно. Ова намерно се рачун вид. Ако ти спиеше, ова се рачун вид намерно дека го имаш пропуштено. Зашто се разбуди порано, те пробуди Allah, те разбуди, стани да клањаш намаз. Allah не иде да ти зборови тебе, стави да клањаш. Те разбуди. Во времето определено ти чекај мало, имат време. Заспа, излезе сонцето, ето ти страста Бог. Страста Бог. Зато велит Allah субхану таала велит во Куран: "Ва амма мен хафа мақама раббихи ва наха нефса анил хава." Он што се плаши дека еден ден што ќе станет, ќе биде пред својот Господар и нефсот свој, страста негова ја спречува, фе иннел дженнете хиел маъва, неговата куќа ќе биде дженнетот. Страста е многу опасна работа. Зато велеше Ибн Теймија рахимуллах, заробеник на вистина, оној што е затвор, знаете кој е, вели? Некој мисли оној што е затвор. Не, оној вели што го имаат, ја имаат заробено својата страст. Ово е на вистина заробеник. Ово е роб на вистина, на своите страсти. И петото, претерувањето во секоја работа. Кога човекот се претерува во све, макар јадење, макар пиење, макар облеквење, макар луксус, макар све, кога човекот претерува, тежок живот. Несреќа, причина за несреќа. Отварање на вратите на шејтанот за да влегува во срцето. Претерувањето е. Отвориш, open, welcome Iblis, му велиш, натре. Кога ќе му велиш welcome Iblis, тогаш веќе не барај кај е проблемот за тежок живот, за несреќен живот. Затоа што open му имаш правено welcome Iblis со црвен тапет го имаш чекано натре во твоето срце, после бараш добар живот. Нема добар живот. Или кај тебе ќе влегува целосно Allah, или ќе влезе шејтанот. Нешто мора да влегне. Allah срцето го има створено за него. Да, има садено природна љубов. Сака жената, мајката, таткото, синот, све има садено. Ама, ти имат кажано границите, не смеј ова љубов да ја надминува што? Љубовта према Allah, кон Allah. Не смеј. Не смеј. Затоа што ако ова љубов поминува, ја надминува границата, ги сакаш овие повеќе од Allah, ето ти искушението баш кај овие. Прво. Баш кај овие прво. После и во животот. Друг. Затоа Allah субхану ва таала не сака здруженик во ништо. Дури и во љубов не сака здруженик. Дури и во љубов не сака здруженик Allah субхану ва таала. Сакат него да го сакаш повеќе од све. Затоа не можеш да го исполниш имано верувањето, вели пратеникот се дека да го сакаш Allah повеќе и од тебе. Повеќе и од кого? Од тебе. И размислувај ти зашто треба да се сакат Allah повеќе и од тебе. Па тоа е причината на твоето доаѓање во овој свет. Кој те има створено тебе? Кој знаеше за тебе? Кој ти дал здраве? Да стигнеш до овие години. Кој? Allah джелле джелалу ва джелле шану.
ето ти, овие се некои од причините за несреќа. Обратното, ако постапиш обратно од овие, го бараш оно што Аллах сакат од тебе, овие сите се причини за среќен живот. И ќе продолжи ова тема, нормално, има многу да се зборови за ова. Него го молиме на Аллах субхану ва таала да не направи од оние што уверуваат на Аллах субхану ва таала вистинско верување и да ни олесни да правиме од добрите дела што све што Аллах субхану ва таала барат од нас. Да ги исполниме на неговите наредби, затоа што еден ден ќе се соочиме со Аллах субхану ва таала и треба да спрема секој од нас одговор. Што ќе му одговори на својот Господар судниот ден? Што ќе му одговора на Аллах? Го молам на Аллах субхану ва таала да ни ги опрости сите гревови, оние што ги знаеме и оние што не ги знаеме. Го молиме на Аллах субхану ва таала да го прави од искрените и да сме заедно во друштво на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, неговите асхаби и сите оние кои ги следеле нив се до судниот ден. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.